Жители од околните згради кои живеат на вкрстувањето на булеварите Браќа Ѓиновци и Гоце Делчев во Гостивар се жалат на нивни соседи дека маалото го претвориле во депонија. Тврдат дека се фрла најразлично ѓубре од зградата, од кое се шири неподнослива смрдеа. Стравуваат и од потенцијални зарази. Јас сум од 66 уселена во оваа зграда, во другава, соседнава, први спрат. Дур не беше оваа зграда турена, се беше окей, добро. Како се усили оваа зграда, спроти нас што го фрлија ѓубрено, не можеме да врвиме тука. Све најлоните не ги обесени на дрвата, гледате, и све што ќе најдат све фрлаат тука, као да немаат континери, као да немаат каде да фрлаат, ја не знам што е ова. Овие луѓе од каде дојдоа, многу лоши луѓе од зградава, многу лоши станари. Не могат да рачун, ѓубрето го фрлаат на куќана, во двориште, овде, тамо, види како се обесени. Тоа нема смисла ваке. Треба да бидеме самите ми чисти да си одржаваме нашите згради околу. Видите, поред мене каков е балконот мој. Јас ја плаќам посебно чистачката да ми нема равче под балконот. А овие не знам душо, ова што е и какви луѓе се овие, се треба да се казнат. Од оваа стрна зграда, што се овие станари од оваа стрна, што имаат фрлано доле и на куќата, све треба да се казнат, од еден до последен. Од паркови и зелени лоденовиве се обидуваат да ги исчистат купиштата смет, апелираат до станарите да престанат да фрлаат ѓубре и да се однесуваат совесно кон животната средина. Денеска ние се наоѓаме позади овие колективни згради кои се наоѓаат еден дел во булеварот Гоце Делчев, а другиот дел се наоѓа во булеварот Браќа Ѓиновски. Вршиме чистење на дивата депонија, иако не е во наша надлежност, него по сознанието ние бевме приморени да ја очистиме ова дива депонија. И јас, како директор, би апелирал на несовесните граѓани, особено овие кои живеат во погорните катови, да не фрлат смето, да не го фрлат, бидејќи во летните периоди се шири мирис, а и се појавуваат и заразни болести. Станарите кои се жалат на дивата депонија велат дека доколку проблемот со ѓубрето не се реши, ќе преземат и порадикални мерки.